Почитувани, Зоран Заев и СДСМ среде трагедијата со отварањето на македонската интеграција за почеток на преговори во Европската Унија, туркаат закон за дроги, туркаат закон и се грижат за закон за богатење на личните семејни бизниси на кланот Заеви. За Зоран Заев поважен е законот за дроги за да спечелат семејните фирми во Свети Николе, во Карбинци и во Валандово, отколку македонските евроинтеграции. Уште повеќе, се злоупотребува европското знаменце за тоа. Демек, законот е европски, а нема ниту еден наведен референтен европски закон на кој што би се повикувал овој закон. Почитувани, Зоран Заев се сретна со Биг Мајк, така наречениот крал на марихуаната, по кое што средба тој објави дека Македонија ќе се претворила во суперсила на марихуаната. И по таа средба Заев изготви закон со кој што има личен интерес кон лично богатење и тоа со европско знаме го достави пред пратениците. Каква лицемерија, каква злоупотреба на политичката моќ, на позицијата, на политичката функција, каква корупција. Ова е доказ дека Заев, бизнисменот кој што нема ништо наведено на свое име во анкетниот лист, ја злоупотребува моќта и позицијата за насочување на економските текови на државата во насока на само и само богатење на своите бизниси. Ова е чист случај на корупција и злоупотреба на позиција. Прво, неговите компании, неговите семејни бизниси добиваат лиценци за фарми за марихуана, а сега предлага закон за извоз на непреработена марихуана за цвет од марихуана. Згора на тоа, среде одлучувањето за македонските интеграции, Заев предлага закон што ќе ја претвори Македонија во земја извозник на дрога, на цветот канабис, непреработен во медицинско масло, со што отвара можност сите наркокартели од регионот да се обидат преку Македонија да изнесуваат дрога во светот. Почитувани, Зоран Заев е само пример како картелот на власта, октоподот ја злоупотребуваат власта за лични богатења. Политичките функции се злоупотребуваат за лични богатења на семејните бизниси. Затоа бараме сите политичари што вршат јавни функции, доколку се сопственици, акционери или косопственици на одредени компании, нив суштински да ги отуѓат, бидејќи отвораат можност за корупција и за насочување на економските текови во државата кон лични цели. Почитувани, формалното бришење од собственост или формалното замрзнување на своето делување во семејните компании или пак компаниите каде што имаат удел политичарите и јавните функционери, како Заев, отвара реална можност за злоупотреба на позицијата на моќ. Ви благодарам.